Добро утро. Велам за Благоја Чавковски, инженер по информатички технологии. Дали се слушаме, Благоја? Да, се слушаме супер. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Добро утро. Одлично се слушаме, конекцијата е супер за разлика од платформата која беше овие денови тестирана, меѓутоа првите тестови покажаа низа слабости, падни стани, многу не можеа да се конектира, да се најават на платформата. Вие, информатичарите на социјалните мрежи, колку што следев, многу зборувавте за оваа национална платформа. Зошто не профункционира како што треба? Главниот проблем за нефункционирањето на платформата е во како таа е поставена. Значи, самата обслужливост на серверите кои се подесени и бројот на конекции кои треба да бидат обслужени. Значи, самата платформа не е предвидена да хардверски ја поддржи целата таа потреба и бројот на конекции кои треба да се врзат во исти момент. Зашто е направена таа утка, има многу дебати. Они го знаеле бројот на луѓе кои треба да работат, ние може само да шпекулираме, има некои бројки кои се вртат во етерот, но нели точната бројка на луѓе што треба да се најават во министерството сигурно ја знаеле. Се оперира со некоја бројка од околу 200.000, само, мислам, тоа не е мала цифра. Тоа е сериозна бројка, значи таа бројка не е за подценување и бара достатно број на сервери кои треба да бидат, стручно кажано, врзани да комуницираат во нодови за да може да ги обслужат сите тие клиенти или сите тие ученици кои ќе се врзат во исто време. Зашто тоа не е предвидено е тешка полемика. Зашто се одлучиле на оваа варијанта? Значи, самата платформа се состои од два дела, не знам колку тоа сте го разговарале. Едниот дел е open source, е на австралиска фирма, едниот дел е на Microsoft, користат од Microsoft Teams. Значи, зашто не се решиле да користат секупно надворешни е исто полемика голема. Видете, open source, што значи open source? Значи дека тој софтвер е без пари и вие сами треба да си го средите, сами да го подесите, сами да го сервирате, сами луѓето да го користат. Тоа е окей, но треба да ги имате тоа знаење и луѓе и ресурси за да го обслужите. За разлика, постои фирми што се колаборатори на тој open source софтвер, што ќе ви го понудат тоа готово, нормално за одредена сума пари. Microsoft, например, од друга страна, другата компонента што се користи, го прави се тоа за вас и ви наплаќа одредени лиценци, да кажем. Так. Кои се математиките во позадина, никој не може да каже, пошто тоа се големи бројки, они имаат добиено цели од Microsoft, дали им изгледале големи, дали мислеле дека може сами нешто да направат, зошто не платиле надвор, тоа може само да шпекулираме, никој не може да каже со точност зашто се решиле на таа варијанта. Варијантата што они се решиле е добра за надолги патеки, тоа е сигурно, пошто сам си го средуваш и нормално дека би биле помали ресурсите потребни за тоа да се одржува, но при тоа не мора да имаш можност да тоа го средиш, да, како ја кажам, да тоа биде обслужливо. Јас не знам дали се точни информациите, меѓутоа некои прочитав на некои сериозни медиуми, повикувајќи се на јавни набавки, дека целата оваа практично платформа чини во плаќање на тие лиценци околу 15 милиони евра, што е голема сума, ако се земе предвид па дека не е поддржена со сервери, а некои велат дека за ваква мрежа да се направи стабилна се потребни дули 2000 скалабилни сервери. Што значи тоа кај вас во... Точната бројка пак не може значи точно да се утврди. Што значи тоа? Дека многу битни фактори се колку луѓе треба да бидат во исто време конектирани. Дали тие луѓе ќе делат видеа, дали тие луѓе ќе делат само глас, односно voice, дали ќе има поделба на разни папки, фајлови и такви ствари. И од тоа зависи колка треба да биде јачината на тие сервери. Али очигледно тоа што они го имаат предвидено е далеко од тоа што треба да биде, од причина што многу паѓа платформата, значи падна уште на неконектирање. Значи тоа не е ни приближно до потребите кои треба да ги има во хардверска логика платформата. Пошто во моментот платформата нема проблем од софтвер, значи софтверот едниот дел го прави Microsoft и тој дел не паѓа, тоа со сигурност.
Другиот софтвер кој е open source, кој они го земале за евентуално да заштедат на долги патеки, тој што го прави проблемот во моментов. И тој софтвер е потребно да сами го подесите, сами го обслужувате, а при тоа е без пари, пошто е open source, таа е логиката. Сега има разни колаборатори, зашто они не земале такви надворешни колаборатори кои соработуваат со тој open source, и зошто тој open source, например, не земале помош за да го подесат иницијално, да им направат пресметки и такви ствари, тоа не можеме да знаеме. Значи, тоа е интерна политика на тие што го развивале. Може би интерна политика и на тие што го добиле развојот, да кажам, на самиот софтвер. Пошто они требало сами да ги предвидат овие проблеми, да кажем. Па да, тоа го кажува и еден експерт по овие прашања, кој има и една приватна компанија која работи нели за Германија и така натаму, вели во софтверското инженерство не е позната фазата стрес тест. Значи, или имате готов производ кој ќе функционира, или го немате. Сега ние сме во фаза која не помина нели таа тест фаза. Што може да се направи за да се подобри? Па сега во моментов бара, значи, едно звернување на хардверските ресурси, значи на тоа што кажавте, на бројот на сервери кои ќе го обслужуваат овој софтвер. И очигледно дека они нема да стигнат, пошто времето ги гази. Предпоставувам дека решение било да земат надворешна помош. Значи, ако се одлучат, пошто више се одлучени за насока на користење на овој Moodle, на австралиски софтвер за e-learning, они најлесно можеби ќе треба да земат некој да им помогне или евентуално на почеток да делат ресурси, значи дел од софтверот да биде на нивни сервери. Со тоа што ќе се намали таа потребна хардверска захтевност и ќе може да обстои софтверот, односно да не паѓа како што паѓа моментално. Така, тоа значи огромна сума пари, затоа што бара прво интернет сообраќај да се подобри, за да не биде тој нели да биде постабилен, тоа значи оптика. И сервери кои ќе можат да ја поддржат оваа платформа, односно сообраќајот кој ќе се појави во едно одредено време, да речеме од 8:30 наутро до 10:30, кога нели сите ќе се закачуваат на платформата. Пикот. Видете, ова е толка тема, значи генерално кој е главниот проблем. Идејата нивна да земат open source софтвер е, да речеме, окей. Посебно окей ќе биде во бенефит да ако да кажем самата криза или ова e-learning продолжи, трае да кажеме година-две. Значи сето тоа ако успеете да го поставите, после тоа ќе ви враќа позитивно, пошто немате месечни или не знам годишни лиценци. Но секако на старт има инвестиција која вие треба да предвидите дали ви исплатлива во однос на тоа да закупите готов производ кој би го користеле со месечно или годишно лиценцирање. Значи ние во таа насока на тие бројки би било излишно да коментираме, ги немаме сите податоци. Значи нити знаеме кои цени ги нудат, например, тие колаборатори за да ги обслужуваат тие реквести, да кажам, тие барања за конекции. Нити знаеме колку се тие на голема бројка, пошто тоа се интерни договори меѓу понуди и побарувачи и не би знаеле зошто се одлучиле за таа варијанта и дали е поддржана, ама моментално, значи, главниот проблем е по недоволниот хардверски ресурси кои ги има самата платформа за да го поддржи бројот на конекции. Така, јас како што гледам, универзитетите веќе на некој начин поинаку го решаваат овој проблем со онлайн настава. Тие ќе се потпрат главно на платформиве кои функционираат како Zoom, например, и се користат масовно. Ќе има една интересна изјава на професор Слободан Таневски, кој на едно прашање околу можноста за снимање на овие предавања, вели тоа е неостварливо, пренос во живо или снимање на часот со веб камерче или со телефон, ќе има лош квалитет на сликата и тонот, па тие што следат настава дома нема ништо да видат и да чујат. Тука има две прашања. Дали тоа можно прво така да оди нели со камерчиња и второ, дали може да се снимаат предавањата, па потоа да се пренесуваат на платформата или на некој од каналите? Значи, едното и другото имаат своји предности и негативности, нормално. Генерално негативноста е точно дека ако се снимате во исто време, односно со некоја веб камера, многу зависи од квалитетот на камерата и многу зависи од квалитетот на самата конекција. Значи,
од едниот до другиот крај каква е конекцијата. Значи не само измеѓу, него која е вашата брзина на интернет во самиот дом, кај што нели е тој што е конектиран, било да е професорот, било да е ученикот. И тоа е isfрлено као парадигма. Зошто? Затоа што е многу полесно да се направи претходно видео со многу подобар квалитет и тоа видео да се сподели као еден вид на презентација. И при тоа да се коментираат само одредени поенти во самото видео за полесно да биде пратењето на самиот гледач, односно самиот конектиран слушател. Така да тоа е, затоа и го користат, например, Microsoft Teams, пошто он нуди некои, значи има и други софтвери, Google има и, ама на Microsoft нуди некои подобности за тоа полесно споделување, може лесно да се сподели екранот, да се сподели некоја презентација, видео, може презентацијата да се исклучи нешто, да се измени, да се заокружи, допуни, да се врати према самите слушатели. Значи тоа е правилниот начин, а тоа преку видеокамера е неостварливо за на долги патеки. Да, плюс тоа бара навистина многу голем ангажман од наставниците и професорите и тоа ќе биде многу тешко во овој период сега да се престројат во сосема нов систем на образование. Мора да признаеме, ова не е она класично. Генерално, значи, веројатно е за се тоцни малце со тестирањето, како што кажавте на оваа платформа, значи тоа требало да биде порано направено, можеби требало да се пушти еден пилот према одреден број луѓе кои би ги поканиле да ја пробаат платформата. Ама тоа, значи, пак ќе кажам, генерално овие работи од моје лично искуство на соработка, значи ова се сведува на тој што го изведува ова. Кој точно го изведува, јас лично не знам, не сум ни упознаен. Сигурно има некоја фирма подизведувач кој го средува, која прави оваа платформа и тоа се процеси на развој на еден софтвер, на развој на еден продукт кој ни требало да ги поминат. Зашто не ги поминале? Дали немале доволно, да кажем, ресурси за тоа да го направат? Дали тие ресурси биле парични, пошто не биле доволно парите кои ги добиваат за тој производ? Дали немаат доволно ресурси од manpower, односно вработени кои треба тоа да го прават? Тоа не би знали, не можеме да го коментираме, ама процесот на кој треба да се направи еден ваков продукт, дефинитивно тука не е запазен. Значи нема никакво тестирање, нема никакво трајал тестирање, да кажам, односно почетно тестирање, кај што надвор од тој стрес тест кај што се прави автоматски со одредени процеси, него секогаш има и крајно тестирање кај што се пушта на еден одреден број, да они видат како тоа се одвива, да дали целиот процес да се запази, без при тоа да се пуштат 200-300 илјади луѓе да го користат, него да биде на 5.000, на 10.000 луѓе. Така е, има околу 35.000 наставници, вие не можете сега тисите 35.000 да ги оспособите со овие технологии да можат, како велиме, да управуваат, да ги користат сите овие алатки. Тоа се, јас платформата верувам дека не е тешка да се совлада, меѓутоа самиот процес на држење настава, на самата организација. Тоа многу сериозен процес и бара подготовки. Мислам дека Финки имаше околу 1 месец да подготви платформата, што е многу краток период и ја не знам кој би успел, прво кој би се нафатил такво нешто да прави. Јас искрено истото го кажувам дека за 1 месец во такви големи скалабилни, значи тоа со многу клиенти, да кажам, софтвери и продукти, тоа бара, значи, сериозно време на развој. Не толку на развојот, пошто развојот тука е готов, него процесот на поставување на таа платформа. Значи, овие сите стрес тестирања, потребата на рефлексија, значи, потребата таму на load balancing, се вика тоа процес кај што еден сервер кој ќе стане премногу оптеретен, префрла на некој соседен друг сервер, значи тоа се како нодови што ги спомнавте. Сето тоа треба да се истестира, има подесување, има одредени параметри кои треба да се запазат, да кажам, да се истестираат, проверат и да се подесат. Како и зашто се нафатиле? Зашто е тоа можеби сфорсирано, можеби не знам, требало да побараат и да кажат дека не може да се направи, можеби требало учебната година да почне месец дена подоцна. Значи тие варијанти се секогаш отворени, ама за нас ние можеме само да ги спекулираме. Дека генерално тешко се прави ова, значи ова е заштевен процес и тука доаѓа прашањето зашто се одлучиле да не закупат одредени софтвери што више се проверени, овој процес го поминале,
нормално со одредена надокнада. Можеме мислеле дека ќе заштедат, тоа не можеме да го Да, јас колку што разбирам, ова не е прашање само на софтвер, туку генерално е на хардверот, односно поддршката. Сега, ако ние треба да купуваме толку многу државата да купува толку многу сервери и да се преорганизира, постои ли реално време тоа да се направи? И која е алтернативата на ова? Значи, постојат алтернативи, затоа на крај сето тоа е една математика. Значи, како во секоја друга работа, ако видите на пазар е математика, така и тука е една математика. Значи, тие сервери постојат некаде, вие можете да ги закупите како такви сервери. Значи, они работат, можете вие да подесите ствари. Нормално, тие сервери чинат одредени суми пари, разбирливо ради причината што некој тие сервери ги поставил, ги обслужува, троши за нив струи и такви ствари. И генерално доаѓа моментот да вие направите математиката, дали ви се исплати да ги поставите тие на надворешни сервери. Значи, самиот софтвер да се инсталира на тие надворешни сервери каде би немале вакви проблеми. Колку тоа би чинело, дали има пазар на математика, нормално тоа се 3-4 варијанти што ни требало многу поодамна да ги пресметаат. Зашто не се пресмета, кои се измеѓу логиките, тоа никој не може да каже. Значи, идејата да софтверот е open source и сам да си го обслужуваш, како идеја е добра, значи тоа не спориме дека е лоша. Сега, дали е исплатлива, до кој момент е таа исплатлива? Тоа е некоја математика што требало добро да се разгледа, требало потрошат недела, две да направат некој, како да кажам, ресерч во кој ќе видат дали тоа се исплати или не. На долги патеки сигурно се исплати. Ако ова трае можеби година, 2-3, се надеваме не, ама тогаш сигурно се исплати. Лиценците се намалуваат, месечните или годишните трошоци се намалуваат. Ама тоа е пак би кажал дека е еден вид на формула која треба да се сумира и да каже кој од двата правци е реален. Ама ако го немате главниот дел, значи ако не сте способни, немате доволно луѓе, можеби доволно време, тогаш дефинитивно можеби требало да се земе нешто готово што сигурно би работело. Така. Благоја Чавковски, ви благодарам за овој многу интересен и прецизен разговор. Ние сме во моментов во таа зона на неизвестност со националната платформа. Остануваме со нашите содржини да видиме како се одвива наставата. Фала и вас на поканата, поздрав до гледачите и убав ден.